Добра вечер. Дали Македонија влегува во неизвестна и ранлива политичка фаза? Декемвриските избори се на работна колапс кој може да предизвика тензии на улиците. Партиите се на лизгав терен, испорачуваат заканувачки пораки, кој се игра со трпението на трпеливите. Дали власта го пресметува ризикот и одговорноста од можна ескалација? Ако политичката криза не се решава преку правна рамка, може ли да се очекува незрелоста на политичките лидери во земјава да биде алиментирана повторно од грижата на меѓународната заедница за политичката криза да не прерасне и во своевиден безбедносен предизвик? Се враќа ли Македонија десетина чекори назад? Ќе и биде ли потребен нов пржински процес за излез од кризниот круг во кој се заплеткаа политичко-криминалните интереси? Ова е темата во вечерашната 24 отворено. Се разбира со сите можни калкулации на она што предстои во наредните денови пред нас, веројатно и во наредните недели. Гости во отворено се Беса Арифи, професор по кривично право на Универзитетот Југоисточна Европа, Сашо Ордановски, политички аналитичар, така обично кажуваме за Ордановски, Љупчо Зиков, новинар, поранешен политичар, Насер Селмани, председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Арифи, кој победи на изборите? 51 пратенички мандат и 450.000 гласачи. Се чини дека одговорот е јасен. ВМРО, ДПМН или вие сугерирате нешто друго како што напишавте во вашата колумна, која предизвика доста внимание на мрежите изминативе денови? Па, јас мислам дека и да биде тоа да се третира тоа како победа на постоечките политички партии кои што беа на власт до сега, сепак тоа може само да се каже дека е некоја пирова победа, каде што веќе работите нема да бидат толку едноставни како во минатите изборни циклуси, бидејќи тоа најпрво се виде таа изборна ноќ, кога досна во вечерта не можеше ништо да се слави, ништо да се знае и затоа јас мислам дека на крајот сепак граѓаните победија со тоа што направи еден резултат кој што не беше виден во последниве 10 години и на тоа треба да се работи. Пирова победа за тоа што мислите дека онаа експресија на задоволство што се појави на улиците од страна на владеачката партија вториот ден од кога Дик ги објави мандатите е само алиментирање на претходните тажни ликови? Па да, така мислам, бидејќи едноставно нема да биде толку лесно сега да се и влада да се формира и да се тера таа политика која што се тераше до сега, па затоа тие знаат дека иако се за ситно победници, сепак тоа нема да биде така лесно и така мазно како што течеше до сега. Ордановски, можам да ја претпоставам вашата експресија, но 450.000 гласачи се навистина импозантна бројка после се ова што се случи во Македонија, после објавата на бомбите, после судските процеси што почнаа против врвот на една владеачка гарнитура и 450.000 гласачи се импозантна бројка и еден од 2-3 најдобри резултати во историјата на македонските избори. Зошто е тоа така? Па ја прво не се согласувам со вас. Тоа би било импозантно доколку се работи за демократска земја. Веќе Македонија се уште не е демократска земја, не е тешко во диктатури да оние што владеат направат добри бирачки резултати. Јас некој дефинирав Македонија деновиве пред изборите по принципот у политичката теорија се вика фавела. Македонија е една фавела на Рио де Жанеиро. Во фавелата сите го поддржаваат Ел Чапо, мафијашот, бидејќи тој има и добро утрото и лека ноќ во фавелата. Тој им дава работа, тој ги тепа, тој ги унапредува, од него живеат, од него умираат. Тоа е менталитет на едно затворено општество каде што имате мешавина на стравови, мешавина на несигурност и така натаму, и очигледно дека во Македонија не имавме развиен модел на фавела. Значи ни Ел Чапо не прислушкува 27.000 своји граѓани. Сакам да кажем така што ја не гледам со никакво изненадување на ова. Изненадувањето е на другата страна. Една надмоćна победа на луѓето што сакаат промени. И тоа е овој шок од кој што и денеска додека разговараме, ВМРО не може да се опорави, а требаше да го очекуваат, бидејќи во суштина и исто така и за Дуи тоа важи, бидејќи тоа сето беше кажано, се гледаше кај оди работата. Знаете како, вие можете да лажете дел од луѓето постојано, можете сите да ги лажете известно време, ама не можете сите цело време да ги лажете. На крајот на тоа му дојде крајот. Ние сме далеку од тоа да може да кажеме дека сме добили стабилни резултати, дека овдека демократијата е бетонирана и така натаму, но нема, знаете како, од овој тип на авторитарни режими во кој беше и живееше Македонија и се уште е под
по тие стеги, со таква една жестока, како да ви кажам, ајде да не употребам се епитети непотребни, пропаганда за перење мозоци низ какво што помина населението, ја мислам дека ова е значаен успех на сепак значаен дел со прилично мнозинство без на луѓе кои разлика бараат како ќе промени. заврши можното прегласување за кое што денеска се разговара во ДИК вечерва? Прво, совршено без разлика за ова што го говорам, а особено што мислам дека тоа прегласување нема да влијае врз тоа кој ќе формира влада, ама мислам дека тоа ќе сакаш да го дискутираме подоцна. Да, секако сакаш да кажеш 51-49 тешко ќе се промени во односот на силите. Слушайте, на крајот на криштата работите се решаваат во управниот суд. Првата реформа која што треба да се направи после падот на оваа власт е комплетно регенерирање на правосудниот систем. Со овој управен суд ја не очекувам ништо добро, без разлика што ќе направи ДИК ако направи нешто. Добро, но ако ДИК ги прифати приговорите, тогаш се оди директно на прегласување. Па добро, се оди на прегласување, па има пак приговори, па има пак жалби и така натаму. Така што на крајот во една инстанца решаваат правосудните органи, а правосудните органи се уште не се ослободени, инаку таму има големо отрезнување и допрва ќе има отрезнување, но се уште работат, притисоците се ефикасни. Добро, Зиков, пред да преидеме на прашањата за вас, сакам да се вклучиме директно во Државната изборна комисија, каде што е нашата екипа, каде се разбира дека се очекува почетокот на продолжението на седницата на Државната изборна комисија. Марина Узунов ја следи седницата на Државната изборна комисија. Марина, кои се новите детали од што може да ни ги соопштиш од таму? И во ЕК и во моментов се расправа за евентуално одзимање на право на глас. Станува збор за приговорот на Беса, кој што е 8 по ред. Се уште не можат да се договорат како ќе се разреши овој случај, дали ќе имаме полиграфско вештачење или графиколошко вештачење на самиот подпис. Предходно, нова состојба предходно имаше тука сослушување од изборната комисија и од самите членови, но и од личноста која што тврди дека не го остварила своето право на глас. Што се однесува за приговорите од СДСМ, за првиот само е почнато да се расправа, но немаме се уште епилог, затоа што, како што реков, заглавени се се уште на 8-миот, а исто толку 8 приговори има од СДСМ. Младен, прашање? Дали овие приговори треба да завршат до вечерва до 24 часот, што ако се пролонгира седницата? Да, вака, некој оптимистичко сценарио дека до полноќ ќе заврши седницава, но сепак од ДИК велат дека седницата ќе заседава се додека не ги заокружат сите и не ги разгледаат сите приговори, не одлучат под нив, без разлика дали тоа биде и пробиен тајминг од полноќ. Да, благодарам. За сега ќе при крајот на емисијата повторно ќе се вклучиме да видиме што има ново. Останете со добро здравје и со помалку нервеза, решавајте ги работите во Државната изборна комисија. Зиков, го следеше ли денеска гласањето во Државната изборна комисија? Се доби впечаток дека она стара коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ повторно профункционира, па ми се чини дури и со ДПА на гласањето на ДИК. Да, се доби тој впечаток. Младен, ништо не значи тоа според мене во Државната изборна комисија, заради тоа што да, тоа е некој однос на сили. Меѓутоа, оно што го добивме ние од изборите, ако смеам со спортски речникот на спортските кладилници да се изразам, тоа е Кецу 2. Ова е прво полувреме, крај на првото полувреме, каде што владеачките структури, владеачките партии веројатно ќе го добијат првото полувреме. Не очекувам, како што речи Сашо, врз основа на анализите на тоа какво ни е судството и каква ни е праксата и институциите во овој момент во државата, не очекувам промена на мандатите, заради тоа што тоа веројатно некој калкулира и со тоа што може да се случи понатака. Значи, ако се променат мандатите од аспект на, како што и ти во најавата велиш, безбедносниот аспект во државата, немири и така натаму. Веројатно постои некој менеджмент што се случува сега денови во тој дел. Меѓутоа, ова е прво полувреме. Политичката криза во Македонија не се разрешува само со изборите. Значи, таа
ако ги слушаме ВМРО, ДПМН и нивниот председател, тие велат дека со изборите треба да заврши политичката криза. Од друга страна, сите опозициони мислења во Македонија, сите други, низ партиите, знаат и ние овде сме анализирале за тоа дека политичката криза има своја структура, има своја длабочина, која се огледа во она за тоа како таа почна. А почна со прислушуваните разговори во бомбите, и заради тоа имаме пржино 1 и пржино 2 договори кои резултираа со формирање на специјалното јавно обвинителство. Оваа криза во Македонија ќе трае се додека не се отворат тие теми во општеството, тие меѓу другото се отвараат и преку избори. Меѓутоа процесот продолжува понатаму. Значи до февруари се течат роковите за нова влада, ќе видиме како ќе се направи новата влада и каква агенда ќе има новата влада. Овде има многу комбинаторики, меѓутоа за крај на овој дел од мојот одговор ќе кажам дека една агенда стои високо, што има сите партии минус ВМРО ДПМН, а тоа е таа европска агенда која се огледа во делот на тоа дека треба да се реализираат препораките на Прибе, дека треба на СЈО да му се даде неограничен мандат за работење. Срамежливо се појави во последната фаза на овој дел од кризата и тоа дека треба се формира специјално оделение во судот во тој дел, и некои други специфични барања на албанските партии кои се поставија како агенда. Веројатно идната влада ќе се формира низ тој филтер. Значи во тој дел со тоа проценувам дека се намалени просторот за маневра на ВМРО ДПМН е видно намален после овие избори и мислам дека Македонија ќе добие една понормална агенда за политичко делување во наредниот период. Од друга страна, влогот на Никола Груевски е многу голем. И на Никола Груевски и на останатите што се во врвот на таа партија. Бидејќи од една страна виси мечот на СЈО, од друга страна е тоа дали ќе може да се формира или нема да се формира владата. Селмани, нели мислите дека Груевски ќе направи се што е во негова моќ за сепак да биде мандатар и составувач на идната влада, па макар и по цена на одредени непринципиелни договарања и коалиции? Не се исклучува можноста, меѓутоа мислам дека шансите се многу мали. Зошто? Мислам дека на Груевски му беше јасно уште кога почна политичката криза и формирањето на таа техничка влада која требаше да ги спрема изборите, дека неговата политичка кариера е завршена. Мислам дека ја сепак сакам да верувам дека во ВМРО има луѓе со демократски капацитет кои разбират новата политичка реалност во Македонија и ќе не поштедат од процеси кои што на прв план нив ќе ги погодат. Мислам дека треба да влезат во рационално да настапат. Тие може да тврдат дека има победено на овие избори, да, точно, тие има добиено 2 мандати повеќе од Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, јас тврдам дека тие ги имат изгубено изборите. Ако вие мислите дека победничка партија после објавувањето на изборите излегува со ние сите го видовме лицето на Ѓорчев, на што личеше. Така не се однесуваат луѓе кои добиваат избори. Сега прашањето е ја на пример да сум на местото на ВМРО. Ја би се повлекол од можноста да формирам влада. Ќе го примам мандатот, ќе се обидам да формирам и ќе се повлечам. Мислам дека тоа е, знаете, и за тоа е здравието. Тоа е многу опасно. Не е опасно. Треба да ја отстапи можност на опозицијата да формира влада и во Македонија да се даде можност да се консолидира демократијата. Затоа што ја не верувам дека ВМРО во било која комбинација да формира влада дека може да ги поправи штетите кои се направени. Во интерес и на земјата, и на ВМРО, и на ВМРО како партија, и на сите нас, е тие да се повлечат во опозиција, да посветат, на некој начин да земат еден здив, да видат, да погледат назад и да видат кај све сгрешиле, што све направиле. Знаеш кај тоа да се као Ел Чапо да се предаде на полицијата? Мислам, Што ви говори реториката на Ѓорчев? Значи дека трпението е при крај. Дали е тоа само билање на членството или е сериозна порака? Луѓето,
немојте да мислите дека тенденцијата во ВМРО сега ќе го наметнуваат луѓе како Ѓорчев. Мислам, ја не сакам да верувам. Ако навистина на ВМРО се сведе на тоа дередже, тогаш ја ви тврдам дека на следните избори ВМРО ќе заврши како радикалите на Шечер. Што му фали на Ѓорчев, не знам, во тоа друштво? Па, видите, мислам, вокабуларот кој што на Ѓорчев дека нешто ќе се... Видите, веќе никој во Македонија заканите на Ѓорчев не ги сваќа сериозно. Вие видовте некој во Македонија дека се исплаши од заканите на Ѓорчев? Па јас гледам дека по социјалните мрежи тоа се шири како некој модус вивенди на одредена група на луѓе кои што сакаат на тоа да реагираат. Не, ама реагираат и го поддржуваат. Да речеме, има силни поддржувачи во тој еден дел што можеби штанца Facebook статуси, сакам да кажам. Не знаеме до каде тоа може да оди. Знам точно дека Груевски може да ја втурне ова земја во неизвестна, уште поопасна политичка криза. Меѓутоа, прашањето дали некој тоа ќе му го дозволи, пред се во ВМРО. Ја верувам дека во ВМРО има луѓе кои ќе кренат ручно. Може ли Ордановски да влезе Македонија после ова во нова посериозна криза или ова е сепак некаков почеток на излез од криза? Дефинирајте ми што е тоа посериозна криза. Од ова? Да. Па има многу моменти. Безбедносна криза? Па може би не безбедносна, меѓутоа може да се излеат луѓе по улиците, може да се закрви македонец со македонец. Па што? И постојат доста моменти. Може. И што да правиме сега? Слушайте да ви кажам. Значи, гледайте, не оди тоа баш така. Јас секогаш велам во политиката, секогаш има и утре. Вие ќе извадите денеска 200-500 души на улица, ќе им даете сендвичи и утре што ќе правите? Ќе скршат некој ставко, добро. Задутре што ќе прават? ВМРО ДПМН се однесува рационално во овие моменти. Значи, нивната проценка веднаш вечерта дека е катастрофа. Тие веднаш знаат дека влада они не може да прават. Како резултат на тоа излегува со хистеричен антиалбански говор во поздравниот говор на победата. Значи, Груевски држи победнички говор кој што ги напаѓа албанците како предавници, со кои треба да коалицира. Значи, нив им е јасно дека они коалиција не прават. Следното што они сакат да го направат и затоа го прават, за да го дигнат преговарачкото ниво е да се заканат со правење на некаква безбедносна криза, за да добијат коалициона врата на сите партии на техничка влада. Сега на ВМРО му одговара процесите да не се мрдаат, да се замрзнат, да предат во една фаза на сите ќе одлучуваме за се, нешто што ние сме го гледале, знаеме како тоа оди, да не може да се дотурка датумот до истекот на мандатот на СЕЈО, да се одложи реформа на судство и така натаму. И тие тоа го прават рационално. Дали ќе успеат во нивното сценарио, јас не верувам. Бидејќи кога на нас не е јасно, на странците им е јасно, на сите им е се јасно. Но они може да завлечат оваа работа и ќе не изгубат уште едно месец-два. Затоа мислам дека е денешната порака на овој Заев од Битола е во ред. Он вели, слушай, чекај полека, мирно, има државна изборна комисија, има судови. Ако се прегласува, ќе се прегласаме. Ако не се прегласува, ќе добие, ќе му дадат мандат. Ако може да направи влада, нека прави влада. Процесот оди понатаму. Така што ме разбирате, нема сега потреба тука на хистериите на Ѓорче. И ќе излега на Фейсбук имало. Хајде да видиме, па слушайте ме, ние сме 2 години на улица. Што ќе ми биде мене Ѓорчев сега ќе ме уплаши. Малце касни да ви кажам право. Така што тоа може за нив е ново сега да почне да се, за нас нема проблем, ќе продолжиме и од среда и од петок, кога сакат, ја имам и зимски чевли и апостолки за лето, све сум спремен. 2 години сме на тоа и дојдовме до значаен резултат со мирни демократски средства. Постои една значајна разлика кога се зборува за овие протести. На еднава страна, кога имавме пролета протести од страна на шарената револуција, и на оваа страна беше една група на луѓе која што рече дека веќе е навикната да живее во еден ваков систем кој што не дозволува доволно ниту слобода, ниту вработување за поинакво мислечките. И тие некако тргнаа по една инерција. Овде од другава страна имаме луѓе кои што имат многу што да изгубат. Не зборам само за врвот, и за една структура надолу. Така е, меѓутоа на крајот се сведува тоа на неколку стотици луѓе. Се следува на 3-4-5 души во врвот на ДПМН и тука Насер веројатно вака коректен политички да очекува дека тоа ВМРО го сваќа, иако ја мислам дека нема шанса однатре под овие услови нешто да се случи. Тоа би било за спас на ВМРО, ама не верувам дека ќе се случи. Меѓутоа, знаете како е, луѓето не се будали. Седат и викаат, добиме сега за овие 5 души што треба затворени, ние се треба да се тепаме по улици. Па гласавме добро, во ред. Не ние гласавме за ВМРО, не ни е баш добар резултат. Тоа може и не е добар, нема сега да се тепаме за тоа. Така што пуштите ги, нека се издуваат, имаат право да бидат нервозни, резултатот им е лош.
Мислам дека тоа што го говори Насер е потполно. Ѓорчев е проиграна карта, па не е вчерашен у политика, кога имаме ние 25 години со разни заканувања. Нема ништо таму. Арифи, коалициониот маневарски простор за ВМРО, ДПМН и ДУИ, дали е стеснет со оглед на едно клучно прашање кое се наметнува во тие преговори што веројатно ќе се случат утре, задутре или за некој ден? Тоа е работењето и мандатот на специјалното јавно обвинителство, од кое што многу работи зависат во државата и зависи судбината на неколку, на повеќе луѓе кои што се дел или сакаат да бидат дел од таа една коалициона влада. Па да, јас мислам не само што е стеснет, туку речиси е веќе непостоечки, бидејќи навистина со целата кампања која што ја водеше ВМРО ДПМН, но не само со тоа, туку и со целосното политичко работење до сега, тие ги стесна своите можности за коалицирање со албанските партии. Мислам дека граѓаните албанци пратија многу важна порака, значи во овие избори, и дека после таа порака многу е тешко веќе да се коалиционира, особено со партија која што целата своја кампања ја градеше во таа националистичка, шовинистичка, дури фашистичка, значи реторика, која што сега веќе ја прави таа коалиција или невозможна или многу штетна за албанските партии. И затоа јас мислам дека но ДУИ си го имаше оној принцип Али Ахмети од што си го влече од Мајскиот договор, познатиот Мајскиот договор, каде што вели дека победникот на двете, условно речено, страни, етнички страни, ја формираат владите, па без разлика дали биле идеолошки блиски или различни. Ордановски, за ова сакавте? Да, сега, гледайте, бидејќи гледам сите овие дебатни емисии, па и ние и така натаму, јас сакам една мала фуснота да ставам околу ДУИ. Бидејќи ние сме сите со право критички према ДУИ и знаеме што се. Јас сакам да потсетам дека ние немаше да дојдеме до денеска, да не беше улогата на ДУИ конструктивна во целиот овој процес на последниве 2 години. Дури Али Ахмети одигра и на свој штети. Значи немаше да има ни успешен пржински договор, ни нас продолжение на пржински договор, ни едно одлагање на избори, ни второ одлагање на предвремени избори. Значи ДУИ одигра една конструктивна улога. Види, Насер, со сите критики кои ја и ти ги делиме за улогата на ДУИ ДУИ за можеше да ја спречи политичката криза и да ја спаси Македонија од сите, со тоа што ќе се повлечеше од владата, ќе одевме на избори и работите ќе беа Добро, јас се обидувам да кажам дека комплексноста на позицијата на Али Ахмети не му дозволува да може сега да направи. Не, Али Ахмети 2 години водеше политика која одеше на линија да ги задоволи неговите партиски интереси. Нити имаше гајле за интересите на оние кои што ги представуваше албанците, ниту имаше гајле за интересите на ова земја, за која што тој често пати сака да каже дека е и негова земја. По неодговорна албанска партија во Македонија од ДУИ од 90-та година, во Македонија не се појавила. Ама вие кажувате дека последните 2 години тие биле многу конструктивни. Во политичкиот процес одиграа улога која без нив ќе го искомпликуваше. Така брзо да не беа инволвирани во криминал ДУИ, процесот на решавање на кризата во Македонија ќе беше многу побрз и поефикасен и без штети. Практично ние 2 години губиме време и плаќаме штета затоа што луѓето на ДУИ, врвот на ДУИ се фатени. Што за корупција, што за тајни досија од старо време, што и од незнање. Се повлекувам, не ми успеа фуснотата. Добро, но нели сметате дека сега овој последен зидот уште една реченица. Не може да се помине бидејќи знаете зошто јас не ја прифаќам таа конструктивност на ДУИ. Затоа што не заборавајте дека ДУИ фати пушка, отиде во шума, во планина, направи војна во име на албанските интереси, демек албанците да биле рамноправни во Македонија. И на што ја сведува приказната? На тендери, на корупција, на криминал. Тоа е конструктивноста на ДУИ. Вие сте поборник на тезата никогаш не му верувај на ДУИ. Така успеам да сватам тоа. Не, ДУИ е несреќа за Македонија. Тоа сакам да кажам.
Дуи е несреќа. Ја платија Арифи? и цената во овие избори. Да, ма нели ние ја- плативме повеќе, тоа е проблемот. Не, Иначе, но дали тие што ова плаќаат- значи дека ако продолжи оваа доследност на ДУИ за која што зборувате, дека следните избори тие ќе бидат збришани од политичката карта, ќе и бидат треба, вториот тачи, да речеме, да затоа Ахмети е ќе бидат многу тачи. важно како ќе се однесуваат сега и затоа е важно да ја интерпретираат како што треба пораката на граѓаните албанци кои што гласа на овие избори. Нели без при тоа да се сведуваат на тоа што кој како гласал и зашто некои гласале за СДСМ, на пример, зашто кои се предавници, кои се патриоти и сето тоа, туку да седнат и да размислат малку зашто дојде до тоа и да знаат дека со таа коалициска влада, нова некоја која би се формирала евентуално со ВМРО ДПМН, ќе се случи тоа токму тоа што вие го наведувате. Идат локални избори многу скоро, значи после 2 месеци и ако сега се преполовени со гласовите, може да замислите тогаш што ќе се случи. И затоа треба убаво да се размисли на тој правец. Уште една вкуснота сега, Извини, кога сме кај казната на вкуснотите. Дуи, ако сега не знае да игра како што треба, сега е шансата на Дуи да покаже дека навистина води сметка пред се за тие 80.000 гласови што ги доби и за интересите на земјата. Не треба да направи коалиција со ВМРО. Многу јасно. Зиков Ама сака еве да му дадеме шанса на Зиков малку. Тоа сакав да кажам. Значи, гласовите на албанците во делот на опозицијата се околу 100 и нешто илјади. Кај Дуи се 85-6 илјади. Со на овие избори се покажа дека паднаа две реторики. Едната за која Беса говореше, а тоа е анти-албанската реторика на ВМРО ДПМН, која мислам дека као реторика воопшто е закопана после овие избори. Значи, понатаму не би требало да ја слушаме ако се има во предвид резултатот што СДСМ го направи визави албанските гласови. И уште една реторика е закопана, а таа е УЧК реториката на Ардан Груби, која исто така не најде корен во албанското гласачко ткиво во Македонија. И сега, ако тоа го земеме во предвид и ако ги ставиме сите филтри на располагање за тоа како ќе се гради агендата, заради тоа што, пазите, влада се прави врз основа на платформа во парламент. Мандатарот треба да даде платформа и агенда. Пржино 1 и пржино 2, да не ги забораваме, тие се многу клучен сегмент во ова до кој ние дојдовме денеска, тие исцртуваа агендата на идната влада. Тука беше и Прибе извештајот. Не може да се направи влада ако не се инкорпорира таа агенда во собранието кога ќе биде експозето на тој иден мандатар. Од тука мислам дека сега на дневен ред доаѓаат сите гласови. Треба да ги анализираме сите гласови на граѓаните во Македонија која ќе ја правиме конечната делба на тоа. А тогаш во европската агенда, која ќе биде агенда за 2 месеци, месец и пол, 2 од денеска ќе ја имаме како платформа во собранието, бидејќи се што ќе биде клучно под 1, 2, 3 и 4 ќе биде европска агенда, значи на идната влада, тогаш на дневен ред доаѓаат интересите на граѓаните кои гласале за Дуи. Заради тоа што вие резултатот го направиле во кампања, тие го направиле од менаџирани од десетина луѓе во партијата. Меѓутоа, знаете, на сите анкети определбата на граѓаните албанци за НАТО, особено за НАТО, е високо на анкетите. Мислам дека доаѓа и до 94-5% во тој дел. Кај македонците и вкупното население вкупно доаѓа некаде до 83%. Така да мислам дека по однос на тоа, ако се држи цврсто агендата на идната влада, ја и вечерот се држам цело време на таа агенда, заради тоа што таа ќе биде актуелна веднаш по нова година. Значи, ако се држиме цврсто на таа агенда, тоа е простор за дополнително расслојување на делот на владеачката структура, која сега може би рачуна да прави влада. Инаку се согласувам дека ВМРО има многу мал простор за маневар да направи влада после овие избори. Токму поради тој момент на евидентниот пораз кај македонското гласачко тело со цели 120-130 гласа разлика. Во ваква бројка или во вакви математики станува тешко веројатно дека и СДСМ има капацитет да состави влада во овој момент. Барем според она што кога ќе ги погледнеме бројките, бидејќи во тој случај ќе треба да прави влада со сите албански партии. Не се проблем дали се 63 или 65. Прашањето е дали СДСМ има визија. Дали знае точно првиот ден кога ќе дојде Заев во канцеларија како премиер, да знае точно што се тие три работи што мора одма да ги
да ги направи. Тоа е прашањето. Има една тенденција, многу опасна тенденција во Македонија. Ова што го кажува Сашо не е само негово размислување, ја го приметувам и во кругови на опозицијата. Обид да се рехабилитира дуи. Немојте да ни го правите, немојте да ни ја правите таа лоша услуга, луѓе. Пред да продолжиме дебатата за Дуи, само да го слушнеме Заев денеска, бидејќи беше на линија нова што го разговараше за владата. Ако тоа се случува, Заев на следните избори нема да добие не 10, 20, 50.000 гласови на албанци. Нула ќе добие. Тоа ќе биде дел од втората тема. Понатаму да ја слушнеме денеска изјавата денешна на Заев и се разбира изјавата на Груевски од пред 2 дена, за да видиме во која насока би можеле да се движат работите, барем според нив двајцата. Никола Груевски не може да ја состави владата на Република Македонија. Сакам да испратам порака до сите граѓани. Навистина да не посегнуваме по глупости и по незаконски работи. Заврши времето на делби и поделби. Еве после победата испраќам порака. Никому влакно од главата нема да му фали. Никој нема да изгуби ништо. Можат граѓаните само да добијат. Доста ни од делби и поделби по било кој основ во нашата Македонија. Треба да знаат заради тоа што некој ги индоктринира да се однесуваат некои поединци лошо и незаконски. Јас и Никола Груевски не се гледаме преку нишана пушка. Немаме вперени пушки помеѓу нас. Ние седнувавме на маса, разговаравме, баравме решение. Ние бевме дури и во телефонска комуникација на денот на молкот за време на кампањата. Немојте да верувате дека тоа нешто врие во врхушката на политичките партии. Не. Доаѓа време каде што судовите ќе носат одлуки. Ние политичарите не треба да бегаме од судовите. Таму имаме право да ја докажеме нашата невиност или да се потврди вината. Што и да е, Македонија влегува навистина во мирни води, каде што сплотено, здружено сите граѓани на ова наша земја треба да ја градиме нашата Македонија и да го враќаме животот за сите. Потенцирам за секој граѓанин на ова наша Македонија. Македонија имаше многу значајна победа. Одавна немала толку многу значајна победа. И тоа се чувствува. Се чувствува енергијата кај луѓето, затоа што, како што вчера кажав, тоа не беше само обична изборна победа на СДСМ. Туку многу повеќе од тоа, после овие 2,5 години и после се она што се случуваше. Треба да создадеме услови кризата во Република Македонија да заврши. Народот тоа го очекува, тоа го бара од нас. Преку глава му е од кризата и од... Ордановски, што значи ова изјава на Заев, прво што ја слушнавме во однос на комуникацијата со Груевски? Патем, што е пораката на ова изјава на Заев денеска? Па мислам дека пораката е јасна, дека овие хистерии што ги произведуваат, мислам кога и подигнатиот тон предлив до душе на Груевски, пошто кога се отвори вратата да знаеме што има позади вратата, лифтот може и нема лифт. Така што, како да кажам се, Македонија, вика, чекај да ме полека се, сега продолжува, сепак политика. Мислам, луѓето треба да разберат дека не треба да ни се сведат животите само на политика. Да се раскараме во семејства, да се раскараме со соседи, со едни, со други, така. Тоа е од една страна победата. Овој други што да прави? Он мора да каже Македонија има многу значајна победа, бидејќи разбира дека суштина е поразен. И тоа е иначе легитимно за политичари. Сепак, да не остане впечатокот дека сакам да го рехабилитирам Дуи и тоа Насер да ми го... Во оваа ситуација, кингмейкерот во Македонија се уште е Дуи. Јас би бил најсреќен кога Дуи и ВМРО би останале во опозиција. И од таа позиција потоа да ги следат процесите што ќе се случуваат во Македонија. Но треба да се биде рационален. Можно е да се направи и без Дуи влада, затоа што мислам дека нема да остане овој собраниски состав по партиите како што е сега, кога ќе дојде време за практично правење на влада. Сакам да кажам че има пребези. Сакам да кажам че можно е да се направи без Дуи влада, но не е плаузибилно. Истото тоа важи за ВМРО. Може да направат и ВМРО и Дуи влада, цифрите се таму, но не е плаузибилно. Значи јас не говорам, јас сепак за одлуките на Дуи не треба да аплаудираме. Дуи мора тоа да го направи. Добро. Тоа што треба да го направи, мора да го направи. Мислите ли дека оваа влада ќе се прави и ќе се решава повторно со меѓународно странско присуство? Ако веќе има одреден
одреден кај вас одредено разбирање дека ниту едната, ниту другата партија сами нема да може да формираат владата. Ќе се седнели на зелена маса повторно? Се извинувам на колегите, веројатно секој има став за таа работа. Меѓутоа, видите, овој проект е почнат пред 2 години за Македонија да се изнесе со жестоко странско присуство, да се изнесе од овој авторитарен режим во кој што беше западнат. Вие стварно мислите дека после вакви инвестиции од 2 години кога се стигна до овој резултат, дека се овие странци, како год сакате да ги наречеме, со сите своји проблеми, фалинки, и они се дел од кризата, и они се дел од причините, така, мислите дека ќе дигнат раци? И дека сега ќе му дозволат овој предвид точно збори. Не е исклучено да се дека сега ќе му дозволат меѓународната заедница збори да ја пали Македонија и да прави судири. Тие се обиделе да гурнат, јасат па не успеале така во неколку наврати. Сега да ви кажам, малку споредбата не е. Добро, сега сакам само да опонирам колку да видиме, бидејќи и на тоа би одговорил можно, но не е плаузибилно. Не верувам дека меѓународната заедница ќе се откаже од тоа да овој процес кој веќе е втргнат во една конструктивна насока да се го отпушти и да тој пак не дека залуто некоја шума. Да, но може да го остави на оние втора, трета лига политичари, како што рековте преска кога зборувавме. Не ни одат од рака континенталните и глобалните движења, ако тоа мислите. Хаосот во светот е очигледен, либералната демократија е во криза, но сепак мислам дека за нас има една доволна грижа за да не залутаме заталкаме во шумата. Ние не сме ни на крајот на кризата. Значи кризата постоеше и пред изборите. Значи, изборите беа алатка за да се дојде во процесот да се реши кризата. Оваа криза ќе се реши кога ќе се добие стабилна влада, која ќе почне да ги прави реформите за кои зборувавме претходно. Решението на кризата се решавање на проблемите, а тоа се реформите. Значи, не може да биде цел сама по себе изборите, да се добие влада, а да не знаеме таа влада што ќе работи. Сега, во таква ситуација, предпоставувам и моја проценка е дека ни ВМРО, ДПМНЕ, ни СДСМ, како две македонски партии кои имаат најмногу гласови и кои се речиси за овие македонски прилики асимптотски блиски, значи во тој дел нема да може да направат сами влада со албанците, а при тоа таа да има префикс стабилна. Значи тоа мислам дека на сите ни е јасно тука во тој дел. Значи моја проценка е дека меѓународниот фактор сега ќе игра засилена улога во овој период. Мислам дека изјавата на Бейли која даде завчера или вчера е многу јасна во тој правец за што ќе чека меѓународната заедница од таа влада. Тој вели, да го парафразирам, значи очекуваме влада со евроатлантска ориентација и која ќе соработува со опозицијата. Некако прилично исцрта што се очекува во наредниот период. И затоа ја толку инсистирам на таа политичка платформа која ќе ја даде новата влада после изборите, кои дополнително ќе го стеснат кругот на, според мене, партијата која влезе во таа тактичка замка, а тоа е ВМРО ДПМНЕ, единствена партија која на овие избори зборуваше некако надвор од агендата на евроатлантските определби на државата, кои се на крајот на денот запишани во уставот на Македонија. Значи, мислам дека меѓународниот фактор ќе има силната улога овде во составување на влада и мислам, близок сум до ставот дека тоа е, мислам дека денеска Беса го кажа, а тоа е дека би се одело кон некоја поширока платформа за правење влада која би била влада во моментот кога ќе бидат локалните избори и потоа организирање на нови избори. Не го исклучувам тоа сценарио заради тоа што стабилноста на Македонија мора и работата на специјалното јавно обвинителство која некако се издигна како клучно нешто, како клучна институција во Македонија преку која ќе се мери и ќе се испишува демократијата во наредните месеци, значи да слободно функционира, значи во тој дел. Сега, кој персонално во Македонија е многу важно и кој персонално ќе седи во таа влада. Имавме прилика да слушнеме во периодите, во месеците на назад дека некои ликови пред се во власта не може да бидат носители на јавни функции во таа влада. Да видиме како ќе се прекрши сега тој став на меѓународната заедница, бидејќи ја колку што знам тоа не е ни запишано некаде, па да видиме тој дел како ќе се оди. Ако се оди во некој редефинирано ВМРО ДПМНЕ, во таа широка коалиција евентуална, во тој дел таа влада би имала некои полни плуќа, значи да го менаџира процесот во наредните месеци. Само мала дигресија пред да дадам збор на Беса Арифи. Заев во продолжение на изјавата, таа не ја слушнавме вечерва, меѓутоа отиде денеска преку медиумите, рече дека и нему и на Груевски им е јасно дека се работи на создавање
на една европска влада, веројатно сакаше да каже на влада со европска агенда, со поширок кредибилитет. Арифи, веројатно е во насока на она за што треба да зборуваме. Таква широка концентрациона голема влада има ли капацитет со однос со оглед на составот да се носи со сите предизвици што стојат во наредниот период и како дел од реформите на Прибе и како делот, особено во делот на правосудството? Јасно е дека треба да се стават приоритети, а би сакала само ако да ги коментирам изјавите што ги слушнавме и особено изјавата на Груевски, бидејќи тој рече дека на народот му е смачено веќе од кризата и дека кризата треба да заврши и тоа е навистина интересно кога доаѓа од него, бидејќи сите знаеме дека завршетокот на кризата и нејзиното конечно решавање е единствено во понесувањето одговорност. А во понесувањето одговорност треба токму тој да понесе одговорност заедно со некои други и затоа е интересно и не знам како да кажам навистина зачудувачки кога тоа токму од него доаѓа. И мислам дека приоритет на таквата влада, било каква да е, дали ќе биде широка коалиција, дали ќе биде таа влада, значи која што да. Сепак приоритетот ќе биде во продолжувањето на мандатот на СЈО, во можеби значи во составувањето на условите за судење на тие случаи кои што веќе ги подигна СЈО и мислам дека и меѓународната заедница треба сака тоа да го види и особено тоа пишува значи на сите извештаи што оваа земја ги доби и пред изборите. Значи и во извештајот на Прибе и во извештајот на Европската комисија се знае дека главниот нагласок е даден токму на работењето на СЈО, на безпрекорното работење на СЈО и било каква влада да се формира, сепак тоа ќе биде приоритетот. Сега малку е веројатно тој да биде главниот приоритет на една влада која што би се формирала од досегашната владеачка партија. Знаеме дека не е приоритет СЈО за ВМРО-ДПМН и затоа е многу важно таква влада да не се коалицира и да не се формира, особено ако не е широка коалиција и ако не е некој друг тип на влада. Тоа значи ќе продолжи овој темен облак што стоеше врз Македонија ова една година заробени во функционирањето на таа техничка широка влада, кога сите стрепевме кој како ќе се разбуди утредените од министрите и од дополнителните заменици министри. Ќе продолжи во наредните година дена? Со техничката влада ти повикуваш тоа да се случи. Со техничката влада вие му овозможувате на Груевски, на неговата структура, да сочува битни, клучни институции во системот. И тој какви реформи ќе дозволи тој. Не може... Кој вие, не те разбрав? Не, прашањето дека техничката влада е решение, ви велам дека тоа решение е продолжување на агонијата. Чистото решение ВМРО да оди во опозиција, знам. Сега прашањето дали ВМРО и ДУИ не може да одат во опозиција. Не зборам за ДУИ. Зборам за ВМРО. Ако сакате вие здрав процес, ВМРО треба да оди на опозиција затоа што треба да се посвети време на себе. ВМРО и треба реформа, демократизација на партијата. Ова општество има потреба за ВМРО, но не вакво ВМРО како што ја направи Груевски. Добро, наферamo, тоа е друга тема. И мислам дека ако некој фура техничка влада, тоа значи дека СДСМ не сака да ја преземе одговорноста. СДСМ сака треба да ја преземе целата одговорност, да ја врати во нормала ова земја. Нема споделување на одговорност со ВМРО. Иначе, вие ако споделувате одговорност со нив, тогаш вие на дневна основа ќе се зафркавате со глупостите што ќе ги наметне таа структура. Дали е тоа теоретски и практично можно да го направи? Можно е, зошто не е можно? Ајде во која комбинација кажете? Што е проблем да се направи коалиција СДСМ, ДУИ со поддршка на БЕС? БЕС не мора да влезе, велат дека не ќе да влезат. Нека даде поддршка на таквата влада и сосема комотно ВМРО, СДСМ и ДУИ може да преземат. Тогаш ние ќе видиме дали на вистина и ДУИ практично била заложник на лошите демек политики на ВМРО, а имала некоја евроатлантска агенда. Со СДСМ двете проевропски партии нека ја преземат одговорноста, нека ја водат оваа земја. Сега го алиментиравме ДУИ, веќе го ослободивме од сите предходни разговори што ја кажа. Некој мислам дека најлошата варијанта за Македонија.
Не мислам за оваа недела, за наредната недела. И техничка влада која што комплетно ќе парализира државата. Тоа ќе биде толку катастрофална порака за сите институционални системи. Сите ќе кажат, о, супер, бања, сега па немаме ни притисок од ВМРО. Сега па ептен ќе се раскомотиме ништо и така се до сега и нака дуќанчиња имавме, своји рекетарски групи, сега има да си направиме бизнис од тоа. Видете, мислам се ова може да звучи како да кажем, дури е подобро да направат влада и дуи ВМРО. Него техничка влада. Него техничка влада. Апсолутно. Нас ни треба политичка влада, која што ќе превземе одговорност. Јас кога викам дека е подобро ВМРО и дуи да направат влада, јас би бил жесток противник на таа влада. Но знаете како тоа го гледам како покус пат за излез од пеколот. Апсолутно. Со техничка влада, а гледам дека тоа странците ќе го бараат. Па ова е таа хистерија што сега ВМРО ја шири. Јас така ја почнав емисија. За да ја смира, да ја стават во за да ги стават странците президите да кажат, видите, вие инсистирате на стабилност поише него на демократија. Ние ќе дестабилизираме ако не ни даете техничка. А немаат сила да дестабилизира. Гарантирам. Така што гледам ја каде оди тој процес, гледам дека и овој заев се прекршува, бидејќи тоа е дел од притисоците. Не е тоа сега притисок само врзе, притисоците се пошироки. Јас ви гарантирам дека техничка влада денеска Острени даде една добра дефиниција. Острени вика вака, да вика може техничка влада, со тоа што ќе даде вика СЈО листа на тие кои не може да бидат функционери у владата. Значи, ја лично мислам дека техничка влада не може да истра политичката агенда која што е врзана за СЈО, која што е врзана за неопходни реформи на клучни системи. Нас ни треба одговорна политичка влада која што на крај ќе добие или ќе изгуби на наредни избори. Затоа што сега ќе го прави. А не во тој случај влада ВМРО дуи не може да го даде овој процес да биде кредибилен и стабилен. Тогаш продолжува опозиција. Тогаш продолжува ова хистерија околу СЈО и блокадите на секаков можен начин. Каков резултат ќе даде СЈО ако остане ВМРО техничка влада? Објасните ми како тоа ќе се изведе? А ние сите гледаме дека, што вели и Зиков, дека клучната институција околу која гледаме реставрација на демократијата е СЈО. Ај прво да расчистиме една работа. Овој парламент Корнар знаменце таму ќе сватат топката ќе заграда тројци. Без разлика кој е носител на мандатарското право на составувањето на владата. Овој парламент секако ќе може да ги изгласа измените на законот за СЈО. Така, оние што го дозволуваат продолжувањето на неговиот мандат, бидејќи тоа е клучниот проблем со кој што сега се соочува специјалното јавно обвинителство. Мислите ли, Ариф, дека има мнозинство таму што ќе ги изгласа овие измени? Зависи за какво мнозинство ќе зборуваме. Ако успее сепак што ние не посакуваме, ама ако успее ВМРО да формира таква влада со ДУИ, тешко дека ќе поминат тие закони. До сега имавме таква ситуација и гледавме, видовме дека не помина. И затоа е важно да не се направи таа коалиција и да се оди кон друго решение. Идеалното би било, значи да се даде мандатот така како што е редот, значи според уставот на втората поред први на првата, па да не може да формира влада, па после на втората и после со друго мнозинство веќе може да зборуваме за поминување на тие закони. Мислам дека во СДСМ во моментот не размислуваат дека идеалното решение е со ДУИ да направат влада, а тие се во услови да имаат... Дозволи ми. Не, дозволи ми сега те цитирам тебе што кажуваш што е најдобро за Македонија. Значи, во услови кога имаат -2 пратеника, а со ДУИ, хипотетичка ситуација, што мислам дека не е остварлива, значи во моментот, освен ако се седне СДСМ, ДУИ, БЕСА, Алијанса да направат влада, тогаш Чекај се да се го сметаш ли Дзинго, дека бидејќи одма ќе преде. Тоа е друго. Тоа е веќе ворена состојба. Мислам дека СДСМ не може да го издржи тој притисок на јавноста што би требало да следува потоа, нели во тој дел во наредните месеци и ќе дојде повторно до политичка криза и до жесток удар на ВМРО, политички удар на ВМРО ДПМН. Затоа мислам дека тоа сценарио не е остварливо и дека дури него ни посекуваат во СДСМ, ако си дозволам вака да прокоментирам што... Ама тоа покажува дека СДСМ сега бараше одговорност од граѓаните, а сега избегнува одговорноста. Сега одиме на рационалното сценарио, за кое се залагаме веќе кога што гледам. Не, рационалното сценарио е затоа реков КЕЦУ 2 на почетокот. Значи во првото полувреме ваков е резултатот. Значи улогата на меѓународниот фактор ќе биде жестока. Не исклучувам, според мојата проценка е таква дека може да дојде и до пржино 3.
договор и при тоа некои работи во парламентот да поминат претходно договорени во клубот на пратеници. Значи во тој дел. При тоа сега овде ќе ги ставам и овие забелешките на Сашо, малите фусноти, дека во тој процес може да дојде до некакво прегрупирање партиско внатре, значи ради тоа што проценувам продлабочување на кризата во ВМРО ДПМН, заради тоа што таму очекувањата на поедини партиски мокници беа големи пред изборите, сега веќе се срушија како кула од карти. Зборуваме за бизнис, за реален бизнис, зборуваме за моќ, финансиска моќ, минус 2 пратеника. Зашто правиш проблем ВМРО да остане во опозиција? Што е проблем? Како? Ако е сега ВМРО е слаба, ја тврдам дека ВМРО не може да направи дестабилизација, завршена приказна, се сили со нешто што го нема, затоа што ја ти тврдам дека мнозинството членови на ВМРО ДПМН не го поддржуваат ова хушкачко, уценувачко однесување на некои луѓе. Не се луѓето наивни сватија дека со сила не работи. Македонија не е Норвешка, не е Австрија, не е Франција, меѓутоа Македонија не е Тунгузија. Сепак луѓето за овие 2 години научија ова што ти го кажуваш, Насер, ова е за после 6 месеци веројатно. Ние имаме таков резултат, ние имаме таков резултат. Македонија навистина сега тоа ќе звучи како клише, нема време за губење. СДСМ треба да ја зграби. Чекайте, зашто уопште влегуваме во овие комбинаторики кога сите рековме дека треба го пуштиме процесот да се одвива така како што е пропишано? Апсолутно не, ние кажуваме што би било вечерва и така. Сашо, ние збориме за се согласуваме здравието на процесот. Ако сакаме да имаме здрав, нормален, ефикасен систем, процес, тоа е тоа. Јас на пример, како би кажам, да не се прекомбинираме. Не така ќе ми изненадување наредниве недела 2. Ами може некој ќе излезе јавно и ќе каже од како ќе се формира парламентот. Дајте нека се формира парламентот. Па да видиме. Луѓе, најдобро, ја ви тврдам дека најдобро и за ВМРО да оди во опозиција. Тоа е многу опасна ситуација, бидејќи тие се можни и во една и во друга страна. Знаете каква ситуација имавме во минатите избори во парламентот, кога 3 пратенички од СДСМ од некакви веројатно лукративни причини. Добро знаме, Младен, ама да не зборуваме за можни превези. Така ќе ја затушкаме темата. Не да ја затушкаме, него сакам да кажам, тоа е многу непринципиелно поимање на политиката во овој момент. Зашто кога ги гледате на тој начин очекуваме да се движиме во подобра насока, нели сите велиме дека треба да идеме на принципиелни основи, да градиме држава врз агенда и платформа, а не врз превези на пратенички места. Вие се информиравте да ги подпишале меници овој пат пратеници на ВМРО? Не знам јас. Па затоа што не знаете, затоа ви викам. Значи ние имаме пракса во која пратеници подпишуваат меници, а вие ми говорите за принципиелни политики. Па ние не сме стигнале до ситуација да можеме да водиме овој тип, но ние немаше да дојдеме до тука, да имавме ние ова, што сите го посакуваме. Сакам да ви кажем, тоа се составите парламентарни. Проста е работата, тоа не важи само за ВМРО, важи и за СДСМ. Кај ВМРО вие де факто имате 10 на 15 пратеници кои не се на ВМРО пратеници. Малцински партии, Турци, Власи, Срби, Дзинго, Минго, Стефчо Јакимовски, не е додушеван таму кој му е. Па тие сите луѓе, знаете како е правило кај малцински партии, секоја со власта. Ако видат дека се што турците нема да седат таму, ќе кажат видите многу фино ова стварно внесување на ВМРО. Тоа мене не ми се допаѓа, меѓутоа ви кажам дека се случува. Така што јас затоа велам, дајте да не одиме во овој тип на екскурзии, пуштете го процесот, вечерва ДИК ќе донесе одлука, нема да донесе, ќе видиме што ќе биде, ќе се формира парламентот, ќе се види, изволте мандат. Можете да формирате, повелете ви од СДСМ, може да СДСМ ќе го врати мандатот и kaže ние апелираме за широка влада. Може тоа ќе биде стратегијата на СДСМ. Јас сум против таа стратегија. Но дајте тоа да го констатираме, да не ги како да ги кажем, да не Добро, но првичните пораки што се праќаат водат во таа насока, сега затоа зборуваме, мислам. Првичните пораки се тактики, слушайте. Ние сме се уште овдека во ситуација кога сите тактизираат. И ВМРО кажува работи, не, па видите, ја сега ние малку, како да ви кажем, го исмеваме малку Груевски, бидејќи ја сакам да го исмевам, човекот ми е во политиката ми е предмет на многу грдо искуство. Меѓутоа тој не ги прави случајно овие работи. Тој знае дека се глупира која зборува со овие подигнати тоа е на нивна тактика за која проценила дека им игра, а се обидовме да објасниме. Ги туркаат странците до зид и се закануваат дека ги дестабилизираме. И му викаат на Курц, види ти што ни седеше до нас на бината. Што правиме сега со бегалците? Ако ја ние дестабилизираме Македонија, колку бегалци ќе одат до Виена? Тоа е нивната тактика. Ова што вика Насер Економија, и ја исто мислам да има никаква сила за тоа.
Видите, ја не говорам за поединечни инциденти. Секој има будали, тоа будали има сегде. Јас ви кажувам дека они немаат сила за организација, фала Богу што е така, и пред се заради ова што Насер го говори. Видите, не се институциите будали. Има поединци будали. Нема да ви се дигне, отидо у Куманово да го апсат, не знам кого таму началникот, не знам што, на крај си ја подвиткал пашката која видела дека тоа така не се прави. Една тотално нејасна политичка претрес направи и се повлекува. Тоа е. И никој таму не извади пиштоги сега да тепа, да се нешто на крај. Така што take it easy малку. Сега сме у време кога треба да се спуштат тензиите, да се пушти процесот да оди. Се уште е процесот у комплетно нормална законска рамка. Да видиме како тоа ќе заврши, па потоа ќе правиме калкулација. Тоа ми е идејата. Мора да го кажеме тоа, дека ВМРО веќе не е она која што е во позиција да ги води процесите. ВМРО ќе обратиме на тоа ниво ако СДСМ не ја преземе одговорноста. Тоа е многу клучно. Јас и ти имаме иста теза во таа смисла. Значи јас исто така мислам дека е сега време за политичка одговорност, а не за раситнување на па на крајот на криштата, слушате, кога ќе соберете вие волјата на сите овие што гласа и на албански гласачи, турски, ромски, македонски, така натаму, сепак е разликата значителна. Не е тоа само меѓу ВМРО и СДСМ и не е тоа само меѓу ДУ и разликата е една. Гледате, го даде и странците веќе таа оценка. Македонија гласаше за промени. Точка. Добро, збирот на гласовите тоа го укажува, но Па што е поважно од тоа? збирот и гласовите на Хилари Клинтон во Америка беа поголеми од оние на Доналд Трамп, па сепак Доналд Трамп е председател. Значи, Слушайте се, изборот на Хитлер беа поинакви, такви изборни модели што може да се случи. И 2011 имавме збир на гласови еднакво меѓу власта и опозицијата. Па затоа ќе оди опозицијата. Америка у криза, па кај мислите дека вие ќе оди Америка? Па точно заради тоа што го зборите и ова што го зборите, заради непочитувањето на повеќето гласачи во Америка, затоа Америка ќе оди во криза, мислите дека Трамп ќе владее комотно? Па тоа точно ќе им се случи. Кога имате 2 милиони луѓе кои гласаат за една опција повеќе од овие другиве, а вие владеете со другата опција, тоа ќе оди у криза, кај ќе оди? Се, друга работа како у таква земја, со таква елаборирана демократија, како кризата ќе се менаџира. Тоа е друго прашање, но вие не можете да игнорирате, па на крајот на криштата видите и ние кои што сме биле критичари на ВМРО во некакви претходни периоди, ти не можеш да игнорираш факт дека они победуваат со не знам колку стотици илјади. Добро, потрошивме години за да објасниме како победуваат, за сега да изгубат. Ама тој факт не можеше да се игнорира. Како што не може да се игнорира ни овој факт што со кој започнавме, сепак добиле 500 и кусур илјади гласе. Тоа за мене е многу разочарувачки, но јас го знам одговорот на тоа. Таа конфузија не се разбива во еден ден на гласање. Знаете како во Германија имаше 30 годишна програма за денацификација. Зашто таму гласаа многу, учествуваа се, го банализираа злото и излеговме со 42 милиони мртви у светот. Па е сега денеска е Германија после 50 години, 60 колку е, на едно од најдемократските држави. Ќе мораме ние да се зафатиме со школство, со медиуми, па слушајте се, како да ви кажам се. Видите се, нема смисла да спомнуваме имиња, ја ќе се воздржам да не кажам, некои од овие луѓе што беа низ медиумите, тут мора да си замине од медиуми. Нек се занимаваат со трговија, со што сакаат. Затоа што ги се пречекорија сите, апсолутно сите дозволиви, не само законски, морални, професионални, се тоа се згази. И тоа мора да се замине за да се зачува здравјето на нацијата. Ќе замолам режијата тука да ги подготви рекламите, бидејќи сме во термин кога треба да ги завршиме нашите обврски кон комерцијалните рекламери. Претходно уште ќе имаме доволно време да реплицирам. Так. Сакав само да кажам на тоа дека сепак треба да се уважи важноста на на целиот овој процес, бидејќи не беше лесно да се достигне до тоа и затоа треба разумно да се работи со ова што се достигна. Сепак во сите извештаи кои што беа претходно спомнати, се зборуваше за заробена држава и во една заробена држава со заробени институции ова е максимумот и овие се бројките максимални кои што може да се достигнат, а не се лоши бројки. Сепак значи повеќето гласа за промени. Добри се, да, супер се бројките и затоа значи треба најумно тоа да се искористи, а не сега сето тоа да се губи во некои политички кулоари и коалицирања и се некои други процеси и да се како да кажам, да се омекне целата таа желба за промена која што е многу важна. Многумина ќе речат, меѓу кои и вие, дека албанските гласачи покажаа извонредно високо ниво на патриотизам кон својата држава во која што живеат. Па да, јас сакам да го нагласам тоа дека навистина начинот на кој што
тие се нивното поведение беше, значи во овие избори е чисто државничко, навистина, и тоа мислам дека го покажа. Тие беа спремни да ги преполоват гласовите за нивните досега владеачки партии, каде што го става и дујно и ДПА, веќе од сето тоа што го видовме дека сите и без разлика дека биле во опозиција, сепак тие биле позициона, значи партија, и беа спремни тоа да го направат. Да имавме слична ситуација, немаше да има 450.000 гласа за ВМРО, туку ќе имаше 200 и нешто. Знаете, и затоа, значи, тие покажат две работи. Најпрвен, дека знаат да постават приоритети и знаат дека човековите права се пред се, а после доаѓаат некои други права. И второ, дека имаат понизок праг на толеранција, додека некои толерираат, значи, извршување на... Албанци сватија дека албанците не може да бидат равноправни во Македонија без ова земја да се демократизира. Така, без да Што Али Ахмет и Мендут Тачи и не знам кој друг не го сваја, не сека да го сваја. И ако смеем ја да додадам на тоа, гледате, во принцип и по теорија, малцинствата имаат подобри чувства за тој тип на работи од мнозинствата. Мнозинствата се поарогантни, покомотни, бидејќи владеат со своји структури и така натаму. Малцинствата се посензитивни и во таа смисла имаат поизострен политички слух. И заради тоа мислам дека на овие избори тоа дојде една поголема зрелост, ако сакате, во однос на демократски вредности, кај нашите сограѓани. И јас мислам дека со тоа ти е преминал од малцинство во вистински народ, значи конститутивен народ. Бака се станува конститутивен народ, не е тоа само декларативно. Терминологија за да опишем. Една работа после изборите, само една реченица. Ајде, ова па одиме на реклама. Една работа која што мислам поважна дури од резултатите е тоа што на 11 јас сватив дека Македонија, дека западно Евроатлантската алијанса и Европската унија остануваат во Македонија. Дека резултатите покажаа дека тие луѓе не заборавија и дека нема да се откажат од Македонија. И дека секаков обид за путинизација или правење од Македонија на некој феуд на Ердоган нема да успее. Ова земја ќе биде европска земја, интегрирана во Европската унија и во НАТО. Процесот, колку тоа ќе трае, зависи од нас. Ама тоа е неспорно. Овие резултати од изборите и начинот на инволвирање на меѓународниот фактор, тоа го покажува. И мислам дека таа порака треба да ја свати и Груевски, и Ахмети, и било кој друг. Благодарам. После рекламите се враќаме повторно во студиото и се разбира со нови детали од она што се случува во Државната изборна комисија и со финале овде во студискиот дел на разговорот. За подобра 2017-та. Одберете пола месечна претплата цела година. Или ново капе по празнична цена. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017-та. Стопанска банка. На ваша страна. Како го готвите месото? Крцкаво. Печено. Сочно. Наскара. За вашата трпеза, секогаш квалитетно, свежо и домашно свинско месо во специјализираните месарници на Рамстор. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за ризиковиолетовиот потрошувачки кредит и искористете понудата со најниска каматна стапка од 6%, фиксна за првите 2 години, без трошоци за одобрување. Понудата трае до 31 декември. НЛБ банка. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид.
Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Големата Стобиранка влегува во својата завршница. Првиот Toyota CHR хибрид во Македонија те чека можеби токму тебе. Вози скутер Априлија или освои една од 175 други вредни награди. Грицкај Стоби и продолжи да стобираш. Последното новогодишно извлекување на Стобиранка е на 25 декември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози! Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Среќни празници! Со љубов од Алпско млеко. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рокна отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Добре дојдовте повторно во студиото на 24 отворено. Туку што ме информираа дека пред ДИК почнале да се собираат приврзаници на ВМРО ДПМН пред канцеларијата на Државната изборна комисија. Во моментов се 100 членови и приврзаници на ВМРО ДПМН кои извикуваат лопови, лопови, Македонија, Македонија, ВМРО, ВМРО. Тие предупредуваат дека ако им се одземе изборната победа на нивната партија, народот ќе го покаже гневот на поинаков начин. Ние цело време тука во студиото расправавме токму за делумно и за овој дел од разговорот, дека тоа е практично невозможно, како што изјавија дел од моите соговорници. Тука во публиката имаме гости и студенти кои што би сакале да постават некои прашања до нашите соговорници, после што секако ќе продолжиме и со останатиот дел од дебатата и вклучувањето во ДИК. Повелете? Добро вечер. Моето Микрофонот работи? Добро е, да, ворете. Моето прашање до господин Зиков и господин Ордановски. Премногу внимание посветивте на политичкиот дел од кризата. Господин Ордановски кажа дека е потребна влада која ќе превземе одговорност. Дали мислите дека има доволно капацитет македонското општество или барем она што преостана како здраво ткиво од него и во македонските политичари да се сносат со уште еден дел кој што го изоставивте, кој е исто така суштински, кој доведе до оваа криза, тоа е презадолженоста на земјата. Без при тоа дополнително да предизвика нови потреси. Ова е пред се за Зиков, ми се чини, после ќе одиме на Ордановски. Капитал. Економија. Благодарам на прашањето. Ова е важна тема во севкупната дебата во Македонија, што требаше да се води, но не се води. И тука исто паднавме на испит, иако морам да признам дека програмата на Социјалдемократскиот сојуз прилично прецизно во оваа кампања беше елаборирана во тој правец. Што ја лично мислам сега, надвор од сите кампањи. Јас познате тој став што цело време го елаборирам, а тоа е дека во 25 години, не во 10 години, колку што владе ВМРО ДПМН, во 25 години македонските влади не успеа да направат машина која ќе прави пари. Кога велам тоа, ја мислам као машина, ја мислам Македонија, бидејќи секоја нормална економија, ја ќе се обидам сега на поедноставен јазик, сето тоа да го поедноставам, нели, за да поразбери поширокиот аудиториум, а тоа е државата мора да прави пари. Ако ја направите државата да прави пари, а тоа би значило да има компании, да има инвеститори, да има предприемачи, вие младите да останете овде да правите компанија, да не да одите надвор, нели? Во тој случај во голема мера се подобрува финансиската кондиција преку даночниот систем, нели? Плаќате даноци. Ако се направеше тоа, ако беа владите
пред се сериозни и го имаат тоа како еден национален и државен интерес пред се на државата. Денеска ние ќе немавме тема за презадолженост, бидејќи перформансите на Македонија се такви да таа едноставно со својата маленкост, вака условно да кажам, и со еден добар менаџмент и на добра положба кај што се наоѓа на Балканот, таа нема да имаше потреба да разговара за презадолженост, бидејќи ќе имаше повеќе извоз и така натаму. Значи ќе беше посилна. Денеска, за жал на сето тоа, заради големата корупција, многу пари се украдени само во последните 10 години, заради тоа што целата дебата се води за овие 10 години власт на ВМРО ДПМН, може да се предпостави дека од Македонија, ако не 5 милиарди евра, како што е некоја дежурна цифра овој период, испумпани пари од економијата, може би се испумпани помеѓу 2, 2,5 и 3 милиарди. Значи, тоа, замислете само што значи тоа да се впрегнеше во реална економија на правење компании кои би можеле да генерираат после подобра финансиска кондиција дома. Денеска немаше да дискутираме за ова дежурно прашање. И сосема на крај. Јас сум поборник на онаа теорија да се не теорија, тоа е и пракса, многу држави во Источна Европа тоа го направиле. Тоа е да се зголемува долгот на државата, меѓутоа да тоа биде во оние што дежурно ги викаме продуктивни инвестиции, тоа е во делот на екстерна економија, инфраструктура, помош за докапитализација на големи државни компании каде што би биле менаџирани од професионален менаџмент и конечно во правење фондови како што ги видовме во оваа програма на ЗАЕФ и на СДС како определба и ќе им го памтиме тоа и ќе ги држиме за таа програма, особено јас. А тоа е формирање на оние фондови кои би требало да ги помогнат новите компании, па и старите компании за нови проекти, да може да прават повеќе пари. Тоа би значило пред се да извезуваат. Тогаш ќе разговараме за една победничка економија со победнички менталитет и нема да дискутираме за презадолженост која гледано генерално и во европски рамки нашата презадолженост е многу мала. Значи како што ни се мали и приходите што ги добиваме, така ни и презадолжеността мала. Зиков завршија изборите, мислам дека ова говор беше стварно... Па редно беше, мислам дека го земам зборот на Сашо и нас не успеавме да дојде премиер. Ти благодарам на прашањето, ми даде една огромна шанса. Имаш уште некое прашање таму? Можеме само после прво да се вклучиме сега во ДИК, бидејќи гледам бара вклучување мојата колешка Марина Узунов. Марина, добро вечер повторно во студиото на 24 отворено. Кажи ми ги најновите детали од Државната изборна комисија. Најновите детали, Младен, се следните: тензично внатре, ама тензично и надвор. Ќе почнам со она што се случува надвор. Се собираат веќе група на луѓе. Не можеме ве точна проценка да дадам колку има, затоа што овде внатре следиме, па можеме само од прозорите да гледаме, но сепак има повеќе луѓе кои што извикуваат слобода, скандираат, еве сега се случува и сирени. Колегите ми пренесуваат од нашата екипа дека има и полициско обезбедување доле, додека сето тоа се случува. Овде внатре во седницата се одвива жестока расправа. Еве го билансот околу приговорите. Значи за БЕСА 7 се отфрлени, последниот е оставен подписот да се однесе на вештачење, врз основа на тоа ќе се сумира дали правото на глас е одземено или не, па ќе се решава, додека за СДСМ 2 од приговорите се отфрлени, едниот е оставен отворен затоа што се чека од ТРЦ да пристигне комисијата на сослушување овде пред Државната изборна комисија, и за четвртиот се расправа. Инаку, како што информирана добро јавност, има вкупно 16, од кои 8 се од БЕСА, 8 од СДСМ. Во моментов има пауза и чекаме расправата да продолжи. Проценките се дека до доцна во ноќта ќе трае. Тензична ли беше атмосферата во работата на Државната изборна комисија во претходниве час и половина? Да, апсолутно беше тензична, аргументи, контрааргументи и понекоја лична навреда дури. Велат дека, она што и всушност го знаеме, дека станува збор за мандати, дали ќе има губење или добивање, од што и ќе зависи мандатарот, и затоа целата расправа се одвива во таков дух.
Јас можам во позадина да слушнам дел од онаа бука што се создава надвор пред Државната изборна комисија. Според агенциските вести кои што стигнуваат овде до нас, станува збор за 100 до 200 подржувачи на ВМРО ДПМН кои се насобрани пред Државната изборна комисија. Иако во текот на денот беше мирно. Марина, јас ти благодарам сега за сега, доколку има нешто ново таму, секако ние сме на линија и со линковското поврзување и остануваме да бидеме. Почитувани, значи, почнува дело тоа сценарио кое што е веројатно само фолклор, барем според она што досега ми го кажувавте, меѓутоа слобода, ВМРО, тоа се некои можеби невообичаени форми на изразување за оваа партија. Малци и они да избрзнат на демонстрации, доста само ние брзнеме. Послушайте, тоа е право на луѓето. Нека излезат таму, нека викаат слобода. Не, тоа е добро што ВМРО почна да скандира за слобода, тоа е супер. Убаво е да викаат слобода и живот. Така што не треба да луѓето да им се попречува тоа. Нека излезат таму, се знае докај може, докај не може. Се собрале 100 души, и 200 и 2000 нека се, зашто да не. Мислам, има луѓе кои се загрижени за тоа и од тоа не треба се прави драма, нешто се голема работа. Што очекувате епилог во Државната изборна комисија? Прво се вада Бодева си ги обуди кочевните. Тоа е важен вака епилог за вечера. Немам поима да ви кажам. Ја мислам дека тој ќе се разлече, мислам дека кајте интересот на ВМРО е да ја кризира ситуацијата. И они имаат доволно капацитет да може тоа сега да го направат драматично, да се разлече до длабоко ноќта, да биде вака, така и сето тоа. И тоа ќе го направат, како да ви кажам. Но како што кажа претходно и колегата што беше тука, Зиков, проблемот во економските процеси на Македонија останува. Веќе година, 2, 3, да не речам ние и 10 живееме во едно кризно време, меѓутоа последните 2 се под особен притисок некако на политиката. Меѓународните финансиски институции досега редовно одговара позитивно на македонските барања за задолжување. Мислите ли дека продолжување на една влада на ВМРО ДПМН и ДУИ може да се соочи со меѓународна изолација во тој сегмент, доколку изостанат овие правни процеси за кои што разговараме? Па тоа е уште еден од аргументите дека ВМРО нема да прави влада или нема да прави сам влада. Значи сам со ДУИ која мислам, заради тоа што мислам дека и самите се свесни дека државните финанси се во колапс. Некои фондови се веќе во колапс, пензискиот фонд редовно последнава година се кредитира од државниот буџет, што е непримерна практика и што во суштина директно го ослабнува буџетот на Македонија. Така да проценувам дека владата што ќе се формира после нова година, дека прво нешто што ќе направи е ќе тропне на вратата на Меѓународниот монетарен фонд и ќе бара некаков тип на stand-by аранжман. Тие се познати аранжмани, Србија го има во моментот, каде што ќе се пеглаат државните финансии. А тоа би значило, просто кажано, да се земат кредити на подолг рок, поголеми кредити на подолг рок, кои ќе бидат врзани директно за реформи кои треба да се направат во буџетот и тоа го викаат буџетски реформи. Тоа во голема мера се, ако добро забележав, се вклопува и во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тоа ако дојде во позиција СДС да ја имплементира таа програма. Сакаш да кажеш би биле поотворени меѓународните финансиски институции кон една нова влада која што тука би зацртала реформска агенда? Да, ја дури слушам дека ММФ особено и ЕБРД имаат веќе платформи за Македонија за идното време. Значи веќе ги имаат напишано. Само би требало да се види кој е мандатарот, кој е премиерот и кој е министерот за финансии кој ќе тропне на нивната врата за. Ја не се согласувам со тоа да ви кажам. Ја мислам точно дека развојните институции имаат платформи. Иначе пари на светските пазари има колку сакате. Прашање под која камата ги земат. Тоа значи дека останали ВМРО и ДУИ на власт со Македонија, они имаат колку сакат пари може да поземат.
и немаат околу тоа никаква грижа на совест. Да, само што ќе ги земаат по камати од 6-7% како што се овие од Deutsche Bank. Тако и ќе плаќаме уште поголеми, знаете зашто? Знаете зашто? Заради тоа што и тие банки го гледаат односот на силите во парламентот и на политичка сцена. Уште посилни ќе бидат каматите заради тоа што ризикот да падне тој што го земал тој кредит ќе биде многу голем и во нивната political risk management ќе го гледаат тој момент дека утре ќе дојде некој друг премиер или друг министер за финансии, дека големи се шансите и дека ќе смени политиката и парите ќе дојдат во прашање. Значи, и заради тоа и е потребна стабилна влада на Македонија. Она што е дилема на сите нас вечерва, барем не видов дека некој поразлично размислува, можеби нијанси беа во прашање, а тоа е дека тоа е како да се дојде до таа стабилна влада. Кој е тој менеджмент на овој краток рок, бидејќи државните финансии не трпат или воопшто економската кондиција на државата таа не трпи да се пимпла сега на политичката сцена. Значи нема пимплање во тој дел. Ние, видете, на крајот на јануари имаме рата, ако не се лажам, од 190 милиони евра. Зборам као држава. 190 милиона евра камати кои треба да се вратат до Меѓународниот монетарен фонд. Во оваа држава никој не разговара за кондицијата на финансиите, за дневната ликвидност на државата, за краткорочната ликвидност на државата. Ние имаме сега еден период во кој никој нема да оди на работа. Имаме католички Божик со православен Божик. Ние тоа го врзуваме во Македонија. Па после иде Стара Нова година и ние на работа се појавуваме на 20 јануари. Ден пред тоа е Свети Јован и таму се напиваме, така да оваа држава прекинува со работа. Сега таа прекинува за пар дена, ова ни е на нас забава, многу фирми веќе прекина и да работат, гледаат телевизија. Значи, ние идеме во еден период каде што ќе има повеќе алкохол, помалку рационални муавети и треба да дојдеме да се соочиме со државните финансии на почетокот на годината. Зборам као држава сега. Добро, тоа работа да се формира и влада, значи. Тоа е Македонија докажа во овие години дека не знае да подели важно од неважно. Значи ние сега со секе се бавиме. Погледнете го овој момент сега, еве. Добро, создавањето на владата е исклучително битно за компаниите, за оние што ќе решат да инвестираат утре, да направат некој бизнис, да купат роба, да продадат роба, да отворат некоја фабрика. Значи, зборуваме за нешто што е иманентно за економијата, за да може да се движи. Во овакви држави како нашава, и не мора да значи дека е битно. Јас неодамна во Хрватска разговарав со нивни голем бизнисмен. Инвеститор еден од поголемите, тука помалку или повеќе, сега да не му спомнувам име, сите го знаеме. Значи, тој вели вака: многу поубаво ми беше прошлата година кога немаше влада. Заради тоа што сите политички партии се размислуваат кој ќе дојде од нив да прави влада, па инспекциите што беа на теренот во суштина не оставија раат да дишеме. Знаете што е многу важно за македонската економија? Дома. Поважно е во овој момент да институциите останат да работат нормално, меѓутоа да падне, ја тука ја гледам големата победа после изборите. Значи падна стегите се отпуштија стегите што ги стегаа компаниите. Знаете, денеска е уметност во Македонија да водите компанија. А при тоа да се расправате со сите можни инспекции што постојат во државата и сите тие се во суштина политички должни на лидерот да му одработат за да се најдат повторно на тоа место, бидејќи овие луѓе планирале да победат. Дебело да победат. И сега одеднаш тоа клапнува и сега знаете, сега е супер е, последните 2-3 дена супер е во Македонија. Некако кого и да прашам, све е тоа некако онака чекаат исход и така натаму. Така да, апсурдна е таа тема. За нас е многу поважно да имаме стабилна влада од аспект, ова што го зборевме околу државните финансии, да има премиер, министер за финансии, да има цел тој апарат кој функционира, кој треба да го обезбеди финансирањето на државата визави меѓународните финансиски институции, бидејќи ако тука клапне државата, а многу сме близко до таква работа од аспект на тоа што кој одговарав на нашиот млад господин вечерва тука, на кој му благодарам за убавото прашање, е моментот на тоа дали во државата, имајќи го во предвид и периодот во кој од месец дена во кој ние живееме, дали ќе има бизнис и ќе има финансии, даноците пред се, приходите од ДДВ, дали ќе го полнат буџетот на таа мерка, за да не дојдеме до тоа да треба да се... Знаете, има и еден друг момент. И СДСМ да прави влада, и СДСМ може на краток, на ултракраток рок да биде соочен со потребата да тропне кај меѓународните финансиски институции и да добие кредити со висока камата. Значи тоа е моментот, на тоа треба да се води сметка. А не е проблем во Македонија да се земаат кредити, проблем на што се трошат. Да, тоа го. Иначе се разбира дека наредната влада ќе мора да се задлжи кој и да е.
Проблемот е како и на што се трошат и затоа ние дојдовме до ова до кој што сме дојдени. Ново прашање од публиката? За сега немаме. Арифи, очекувате ли дека во наредните 2 години ќе можеме да ги совладаме оние центри на моќ, нивното персонално и фактичко влијание во судството, во полицијата, во финансиската полиција, во сите оние сегменти кои што практично држат еден цел систем на владење на начин на како што сега држат? Така, значи многу важно кога да се ќе речем знае 2 години, мислам на еден кусо среднорочен период, да видиме имаме ли перспектива тука. Многу е важно да се знае дека тој процес нема да биде краткорочен процес и дека ќе одземе многу енергија, значи сето тоа да се прави, ама тоа би започнало, значи со новата влада, ако навистина е влада на промени, и тоа, значи некои работи е многу лесно да се направа. Значи најпрвин е многу важно државните институции да дишат. Значи да почнат да работат по закон, а не по некои други работи. И тоа е возможно ако значи ќе се направи една таква атмосфера каде што навистина институциите ќе се остават да работат според тоа што го работат. Ние цело време сме го кажале тоа, значи во повеќе наврати дека значи не е проблемот кај институциите дека целосно се корумпирани, туку значи работата е што се водат од луѓе кои што не се професионални и се водат од страна на некои лица кои што контролираат се. Значи моментот кога тие нема политичка волја да бидат ослободени. Така. Како би дошло до политичка волја да бидат ослободени? Еве да дојде и друга влада. Дали наеднаш ќе ја трне својата шепа од таму за да ги ослободи институциите? Што правиме со нивните поддржувачи, со нивните очекувања, со очекувањата дека треба да се справат со еден криминал за кој што зборат многу години? Тоа ќе им биде многу потешко да го изведат. Апсолутно. Има ли таму демократски капацитет да го направат тоа? Така. Не, дали има таков капацитет, допрва ќе видиме, но тоа јас што очекувам да видам е, например, да не се сведува сето тоа само на менување на газда. Знаете, веќе целата работа и целата наша заедничка борба беше институциите вистински да се ослободат. Ако сега значи направиме нешто друго и само тие менуваат значи насока и пак продолжуваат да работат поред ист терк, значи тогаш ништо не сме направили. Затоа е важно значи овој период да се искористи и новата влада која што ќе доаѓа, значи има голема одговорност да изгради такви институции кои што ќе работат слободно. Не на нивен интерес, туку на интерес на граѓаните и со спроведување на законот. Ако успеат тоа да го направат, тогаш тоа ќе биде нивниот најважен успех во целата работа. Ордановски, мислите ли дека има таков капацитет во сегашната опозиција, да речеме, иако силите на теренот се прилично... Мислите, дали да речеме, СДСМ има капацитет да го спротисти на еден Диме Спасов, например? Мислите, таков робусен капацитет да има. Па се разбира дека има. Слушайте, тоа уопште е прашање, не е никаков проблем. Не мислев дали има да се спротистави на Диме Спасов. Дали има демократски капацитет во партијата за да ослови? Па се надевам дека ќе не викнете Павло отворено студио, нив да ги направиме лом. Па да не мислите дека ние сега ова што збориме за ВМРО дека ќе престанеме да збориме за СДСМ дошло. Па и на нив ќе им демонстрираме, и на нив ќе ги пегламе, и нивните Диме Спасовци ќе ги, како да ви кажам. СДСМ е партија која што била долги години на власт, значи тоа е партија која има зрелост за себе, има капацитет. Не ја предводи еден човек кој што е сепак еден self-made, како се вика тоа, еден човек кој што е остварен во бизнисот, во професијата. Заев покаже една зрелост, не само политичка, он покаже, тој нема човек кој, колку што јас знам, нема учествува во никакви приватизации и така натаму, и не, тој е навистина успешен човек. Од тоа што ја видов програмата на СДСМ, знаете како, програмите солидно е направена, како што си и други програми солидно правени. Секоја влада која ќе дојде, веројатно има негде меѓу 800 и 1500 нови именувања. Тоа се овие политички разноразни нивоа кои ќе мора да се променат. Ние имаме системски проблеми, со некои од структурите имаме сериозни проблеми. Например, што да правите со тајната служба? Ако се испостави во анализите дека тајната служба е непоправлива, знаете како направија словенците? Денеска у 8 ја распуштија, утре попладне распишаа нов конкурс за вработување. Реизбор на тајна. Како? Па да, што дека треба се нешто да што да правиме. Дека ќе има во тие процеси задоволување на партиски интереси, тоа секдека го има. Работата е да остане во една нормала, да кажем.
Работата да биде тоа сепак на еден транспарентен начин. Ние ова СДСМ не доаѓа од Харвард. Тоа се луѓе што ги гледаме тука околу нас, не се тие нешто не знам какви. Еве ја ќе ви кажам во мојата струка. Дали има во СДСМ капацитет да речеме за МРТВ? Вие се тотални тарабуки у МРТВ. Тоа не треба уопште ни капацитет да се има за нив. Тотални тарабуки, ви кажувам за ова што ја го знам. Значи тоа неспорно е. И мислам дека помалку и повеќе. Кај нас е нешто друго проблемот. Бидејќи ВМРО има луѓе со капацитет. Ова е малку и одговор на колегата овој што ме праша. Видите, кога помалку би се крадело, оваа држава стварно би процветила за еден релативно кус период. И помалку би се контролирало. Да, сакам кога велам крадење, говорам за целата таа дисторзија на системот. Се спаѓа во тоа. Притисоци, рекетирања, превземања, до најбрутални плячки. Па слушайте се, Македонија е, пак ќе кажам, мислам, тоа е сепак една, да речеме, релативно помало предградија на некои од големиве градови. Мене ми е, на крајот на криштата, што се испоставува, ако сите ние сме поклопени од овие теми со државни изборни комисии, со албанци, со македонци. Економската програма на ВМРО ДПМН доживеа дебакл. Ние она што тргна пред 10 години со една надеж дека се тоа, како да кажем, технократски, помлади луѓе кои што знаат што прават, во сите клучни области, од странски инвестиции до пензиски фонд, доживеат дебакл, Зиков. Да. И тоа е можда најголемиот дебакл, тоа е поголем отколку во некои други области кои ние ги па да ви кажем право и меѓуетничките односи беа попрагматични, за разлика од дебакливе кои што ни се случува во социјална значи денеска Македонија е земја која што е најсиромашна во Европа, со околу 20% од население кое живее со 60 денари дневно, во кој што најсиромашните благодарејќи на рамниот данок, најсиромашните 30% плаќаат највисок данок во Европа, најбогатите плаќаат најнизок данок во Европа. Тоа е сликата вака од неколку статистички податоци. И дел од ова гласење, знаете, гледам и колегите и тоа денеска и се спомнуваше и во други. Дали ќе Бобар овој председател на собрание албанеците, дали ќе било Гајле му на оној таму што седи по некоја Липково, по Куманово, комшијата му, па и на мене да ви кажам. Како одминува времето, тоа е најмалку важно до прашање. У овој момент знам 5 албанци кои што може да бидат изванредни премиери на Македонија. Тотално луѓе со тотален капацитет, ај сега да не спомнувам имиња. И што има врска дали он албанец или македонец или ром или што има како врска? И кампањата и гласањето покажа дека кревањето на меѓуетничките прашања на ниво на судбински прашања е веќе невозможно во Македонија, барем во оваа фаза од развој. Што друго да прават? Теги сега тоа го прават. Да, но тоа не им носи поени очигледно. Па не, сега почна да ги губат и сега им е тоа јасно. Како одминува времето, во Македонија се искристализираат прашања кои се важни, кои се многу битни, кои нема допирни точки со меѓуетничките релации во државата. Значи, чинот дека СДС успеа да прибере гласови од албанците. И мислам дека Сашо преге спомна и чинот дека и другите помали етнички заедници во Македонија почнаа да размислуваат на еден сосема рационален начин во тој власите, турците, србите, бидејќи и таму се крие потенцијал кој моментално веројатно во еден голем дел е кај ВМРО ДПМН е тој потенцијал, меѓутоа тој би можел да се пресели на оваа страна, ќе ги спомнам повторно евроатлантските интеграции, дали тоа што има допирни точки со иднината на економијата во Македонија, заради тоа што ние сме на најбрутален начин се гледа дека економијата наша е предодредена да мора да извезува во Европска унија ако сака да опстане и на балканските држави членки на Европска унија. Ако сакаме воопшто да опстанеме на среден рок. Значи во таква една ситуација на дневен ред и самите платформи на партиите покажа, особено ќе ја потенцирам повторно трети пат вечерва, платформата на Социјалдемократскиот сојуз, каде што еден голем сегмент е оставено на делот на тоа како ќе се реформира економијата од ова што настана за овие 10 години, особено со приливот на странски инвестиции кои беа помагани и финансирани од државата, од државниот буџет на еден сосема не добар начин, да не речем и криминален. Така да, од тој аспект гледано, сега доаѓаат на дневен ред вистинските прашања кои ги тргнеме малку на страна при БСЈ, кои се важните агенди. Значи во тој дел ќе се соочиме со малку ќе те прекинам, имаме на екранот случувањата пред Државната изборна комисија. Ако може режијата да ги пушти на поголем екран би било во ред, за да видиме што точно се случува таму. Да, точно така, според бројката може да се види дека станува збор за
100-200, можеби 300 поддржувачи на партијата на власт. Инаку претходно тоа што можев да забележам на социјалните мрежи, ВМРО ДПМН имаше едно соопштение во кое што практично изгледаше како повик за собирање на овие нивни поддржувачи пред Државната изборна комисија по одлуката на ДИК, порачувајќи дека е скандалозна одлуката. Зошто? Сега ќе ви кажам, целата македонска јавност денеска е сведок на лакардијата во ДИК, а главен сценарист е председателот на ДИК, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Посебно во овој превод се издвојува скандалозната одлука за вештачење, иако сите кои сведочеа потврдија дека се работи за жена која 2 пати се обидела да гласа. Тоа се однесува на изборниот приговор од страна на Движењето Без. ДИК донесе скандалозна и погрешна одлука за графолошко вештачење, која е незапамтена во Македонија и во македонското изборно законодавство. Апелираме до ДИК да ја коригираат оваа погрешна одлука и да не дозволат ДИК да работи спротивно на законски прописи, порача Никола Тодоров од ВМРО ДПМН. Многу интересно. Кога ќе се чујат овие работи напишани од ВМРО ДПМН, кога ќе се спореди со она што го слушавме во бомбите, например, би доаѓа ли малку нелогична целата ситуација или како би ја искоментирале? Па секако дека е нелогично, бидејќи што е тоа скандалозно во тоа? Мислам, ние имавме и други скандалозни решенија на ДИК порано, која се прегласуваше по 3 пати за општина Центар и други работи, и тогаш тие не беа скандалозни за ВМРО ДПМН, нели? И затоа, значи, сепак се оди кон таа двојна аршина која што цело време се искористува, и тука, значи, да се протестира за се, ајде, и за ова одлука на ДИК, иако, значи, треба да се остави ДИК да ја работи работата и луѓето нека протестираат, па на крај, значи, нека се видат тие процедури и после тоа, значи, ќе имаме други процедури кои што ќе се водат на други институции. Добро, така колку што можев да видам тамо, протестот е мирен, немаме некои поголеми проблеми, така да правото на протест нормално не се ограничува на ниеден начин. Ордановски, Но младе, сакам да кажам, знаете како еве на овие избори се потврди, малку кој ќе ги дигнете раците од МВР, одеднаш изборите добиваат друг нормален тек. Имаше апсење за сликање на глас, што разбирате, значи само малку, сакам да кажам, тоа е малку одговори на претходното прашање. Видите, нашите институции они се тотално силувани политички, кои ќе престанат да бидат силувани, како да ви кажам, они имаат капацитет да функционираат и без сега ние немаме баш некаква вселенска програма во во НАСА, па тука да се бара некаква експертиза. На крајот на криштата тоа се служби кои што постојат со децении, ние не сме нова држава. Так. Ние имаме таму искусни кадри, кај нас е проблемот на ова силување политичко. А го оставите малку на страна, веднаш имате една релативно нормална ситуација во која што полицијата знае како да работи, знае како да интервенира, знае како да... Ето за тоа се работи. И сега кога ги слушавме, нивниот проблем е што ние имаме комплетна форензика на тоа што го направија. Се објавија 436 разговори, од кои што како во ниедна друга држава во светот, ние добивме in original voice, комплетна форензика како не силувале, како е заробила државата. Тоа не е еден разговор, пет ќе кажеш, ама пушти го тој. Дури не зборам за овие другиве 600.000. Ти гледаш дека онаја Гордана Јанкуловска, нејзиниот ли капацитет треба да го достигне СДСМ? Гледаш дека комплетна една злоупотреба на целата институција. Каде што она била главната осовина, ресурсна, капацитетна, комуникацијска, транспортна за фалсификување избори. Тоа е индиција само, се извинувам. Тоа е индиција, могите, тоа се добро индиција, да бидеме Не, јас сакам да се вратам и на тоа што претходно зборувавме пред да се вклучиме со ДИК и за темите кои што сега се веќе поопшти теми и поважни теми за разговор. Меѓутоа, тие не ги исклучуваат, например, и другите теми кои што се во однос на меѓуетничките односи и сето тоа. Значи не е дека тоа одеднаш губи своја тежина или губи некоја како да кажам важност во целата работа. Тие продолжуваат да бидат многу важни теми, само што тоа што овие избори го направија и ова реторика што се воспостави сега во целата таа критичка јавност и маса која што се разви во целата ситуација беше следново дека ние сме во
заробено општество, значи со заробени државни институции, во такви услови, значи безпредметно е да се зборува за било какви други односи, прашања и така натаму. Значи и тоа е не само на пример за тоа што рековме за некоја важна функција за албанците и сето тоа е важно и треба да се оди да се работи во тоа конструктивно, значи со сите субјекти. Меѓутоа тоа ништо не важи на пример некоја силна позиција или за албанците или за другите заедници, кога во суштина општеството е неслободно. И затоа значи има и неправедно и неслободно и во такви услови значи нема место за развивање на тие колективни права, бидејќи нема место најпрвен за развивање на граѓанските права, општите права. Ние проблемот е што ние немаме индивидуални права, затоа ние бараме заштита под некој чадор, затоа што ние како индивидуи не сме заштитени. Оно што сакав ја и преге да го кажам визави оваа тема е дека сега се креира подобра клима и подобро милје и тоа оди напред и напред, оди тоа се чувствува сега, значи во периодов и во кампањата се виде. Знаете што, овие денови, еве на пример разговарав и со некои власи, турци на темата, велат например, еве, со некои власти што разговарав, велат, сега е време каде што треба да се разговара цврсто и да се држат цврстите ставови за евроинтеграциите на државата. Нас никој не праша, коалициони партнери сме на ВМРО ДПМНЕ, таму е математика на столот, таму е навистина 2 и 2 е 4, иначе во политиката не е 2 и 2 е 4, 2 и 2 може да биде и 5 во политиката, како што вечерва разговараме за можните коалиции за правење влада. И вика, никој не праша, а што, например, власите, турците можда не се таков пример, се во Македонија единствени кои не се во Европска Унија, а се жители тука. Иначе секаде кај што се во доминантен број, во перцепитабилен број, тие се во Европска Унија. Така да, од тој аспект гледано, ова сега се отвара едно ново време, каде што можеме да разговараме и за... Ние овде не се познаваме и не си ги познаваме аспирациите и нашите цели, значи во меѓуетничките релации. Така да не се само меѓуетнички релации помеѓу македонците и албанците. Треба да се отворат и другите теми кои се исто така заробени внатре во коалициите. Во случајот 10 години во голема мера се заробени тие помали етнички групи се заробени во големата коалиција која владееше. Ние имаме репрезентативен пример со господинот Тамди Бајрам. Злосторот кој тој го направи на сопствената етничка група, да она остане, јас сега ќе се воздржам да употребувам погруби зборови, да за 10 години не напредне така како што можеше и требаше заради овој тип на еден багабондски криминален однос на... Тоа е креирано од ВМРО ДПМНЕ. Па добро, создаде ромската заедница. Сакам да кажам, ромската заедница не реагира и тоа е еден... Како ромската заедница, колку што може да реагира македонската заедница 10 години или албанската заедница. Добро, има во тоа еден бандитски елемент кој што пак не враќа на фавела, они се фавела на фавелата. Ако смеам да кажам. Меѓутоа сакам да кажам следното, дека со тоа ќе мора демонстративно да се рачисти. Значи, таму мора вентилот да се отвори за да тие луѓе на вистина конечно почне нешто добро да им се случува. И таму има теми. Таму има многу теми кои што мора да се бави општеството и тоа не може да иде потоа по некаков, како да ви кажам, по некаков пропорционален договор. Тука мора државата да се вложи со далеку поголем капацитет за да постигне напредок, бидејќи они не се во ситуација на некои други заедници во држава. Но мора демонстративно да се рачисти со тој тип на политика. Тој криминоген елемент да се тргне на страна за да дише заедница. Така, бевте прилично уверени во делот на разговорот кога велевме како ќе се составува влада, кога разговаравме за тоа, сите вие бевте прилично убедени дека Груевски нема никаква шанса да формира или има многу мала шанса да тој да ја формира владата. Но едно прашање се наметна, остана ми се чини неодговорено, колку сепак Груевски и Ахмети формираат влада. Се исцрпува капацитетот на СДСМ за следните избори? Бидејќи многумина се скептици дека ќе постои уште еднаш таков вид на енергија, дека ќе постои такво обединување на гласачи од повеќе категории и од етнички се разбери од албански, за да може да го повтори овој или да направи уште подобар изборен резултат. Напротив, заради тоа се зборува дали ова шансата на единствено што не смее да се пропушти за СДСМ. Апсолутно, јас дури навивам ВМРО и ДУИ да направат влада, затоа што знам за 6 месеци ќе има избори каде што не 50-15 пратеници ќе падне. Ја навивам за таа опција.
Напротив, во Македонија падна митот дека ВМРО и ДУИ се непобедливи. Тоа више отиде во историја. И луѓето сега се охрабрени, дури ја очекувам на следните избори, тие 500.000 или колку беа за ВМРО, ви тврдам дека ќе се преместат на другата страна. Затоа што и тие сваќаат дека дали биле уценувани, дали биле под притисок, дали биле подплатени, луѓето сакаат да живеат слободни. Не сакаат секој ден некој на телефон да му пушта пораки на која раскрсница ќе се протестира или ќе се организира контрапротест. Или на, знаете, или мислам дека точно е дека можат да не внесат во еден потензичен период каде што може и да се кренат и тензиите, меѓутоа тоа носи во себе опасност. Не опасност, тоа е добро, ќе го забрзат процесот. Ние со тие структури ќе расчистиме. Ја верувам дека ова општество има капацитет да расчисти со овие структури. Ордановски околу капацитетот на СДСМ на следни избори да го повтори овој резултат? Прво, проблемот со влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ е во нешто друго. Нивните политики се истрошени. Мислам дека тоа го изелаборировме. Не, ама сега ова беше прашањето што го поставив. Тоа рефлектира врз тоа што ќе се случува доколку они формираат влада. Значи, нивните суштински политики се истрошени. Ниту во економија, ниту во социјална, они немаат веќе што ново да кажат. Тоа ќе се рефлектира на задоволството на граѓаните. Многу зависи од тоа како што ќе преседа само во тој период, но јас се согласувам, видите, тоа така оди и во како да кажем, и во пракса и во теорија. Тоа незадоволство, каде ќе отидат тие 500.000, 600.000, каде ќе отидат овие 700.000 кои што гласале? Што ќе се самоубијат колективно? Тоа на крајот некој ќе ги артикулира. Можно е тој некој да биде уште понепријатна варијанта за ВМРО. Може да тоа потоа авансира од тоа, се разберам да тој кус период не може да се создадат такви алтернативи, но може да биде многу непријатна варијанта да некој се појави што ќе собере 100.000 гласа кај себе. Со некакви, како да кажем, порадикални политички предлози. Тој таму нема да вика ќе се суди преку СЈО. Тој таму после ќе вика нешто друго, дека нема да добијат шанса да имаат адвокати у фер процеси. Немете тоа да им се случи на крај. Инаку во меѓувреме, бидејќи ја пуштивме изјавата на Заев каде рече дека се слушнал со Груевски, Груевски на својот Facebook профил напишал дека после изборите се нема ниту чуено, ниту видено со Зоран Заев. Не е прв пат СДСМ да прославува кога ги губи изборите. Тоа е нивно право, а би рекол и навика. Заев е во очај. Тој може би очекува дека тие кои го најмија ќе му помогнат сега, но мнозинството од граѓаните веќе гласа и одлучија и нема да дозволат некој да им ја украде победата. Со Заев по изборите се немаме ниту видено, ниту чуено, иако очекував да ми ја честита победата, вели Груевски. Во минатото, нормално, повремено кога имало потреба, сме се гледали или слушале телефонски, вклучително и во саботата пред изборите. Тој го каже Заев за изборниот кога Оливер Спасовски најпрви го побара Никола Тодоров и така натаму и така натаму. Да. Тој рече за време на изборниот молк се слушал со Груевски. Така е. А што па да му сврти Груевски телефон на Заев? Што па тоа? Мислам, знаете како сега ги сведуваме овие на, како кажем, а ти ма ништо што би кажа? Да шо ги читоа? Мислам дека тоа па тоа ако е здрав погречен треба да му сврти телефон. Тоа се последни, би рекол, обиди на една неуспешна политика да се одржи во живот. Практично тој стил или тој начин на практицирање на власт, ова што сега го гледаме од Груевски, не проаѓа во Македонија. Изборите тоа го покажа. Ја ви тврдам дека во наредниот период тоа кај граѓаните, обичните луѓе, ќе се засили тоа расположение. Мислам дека се претвара човекот заложник на самиот себе, ако продолжи со вакво нерационално однесување. Ја прави земјата заложник, неговата партија и сите нас. Меѓутоа на крај, јас сум убеден дека тој ќе биде најголемиот губитник. И луѓето кои што ќе го поддржуваат. Ова земја веќе е тргнат на еден процес кој што Груевски, ни Свети Груевски не може да го Блиц прогноза кога ќе имаме нов премиер и кој ќе биде тој? Јас верувам дека опозицијата во Македонија ќе ја формира новата влада. Зиков? Исто така, верувам дека опозицијата ќе ја формира новата влада. Јас знам дека ќе ја формира опозиција. Па сите тоа го очекуваме. Добро. Јас морам да бидам скептик, така да ќе оставиме времето да
покаже, бидејќи политиката е вештина да се лаже во вистинскиот миг. Лидерот е трговец со надеж, човекот се бори посилно за своите интереси отколку за своите права. Граѓаните треба да научат да препознаваат кога се тркува со нивните права и интереси. Пријатна вечер, се гледаме за една недела во ова време. Медитерански специјалитети во комбинација со врвни вина. Неповторливо гастрономско и естетско искуство. Чувство на урбан хедонист. Експлозивна енергија да се земе денот во своји раце. Carpe Diem, Fine Wine and Dine Restaurant. Инфо на 070 355 750. Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Срекни празници! Со љубов од Алпско млеко. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. А за поубави новогодишни празници со купени 5 води добивате една гратис. Големата Стобиранка влегува во својата завршница. Првиот Toyota CHR хибрид во Македонија те чека можеби токму тебе. Вози скутер Априлија или освои една од 175 други вредни награди. Грицкај Стоби и продолжи да стобираш. Последното новогодишно излекување на Стобиранка е на 25 декември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози! И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Леле, Игор. Телефон? Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 на минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Полесно, здраве. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, Forza си е Forza. Смоки ти подарува дополнителни 30 грама забава. Затоа собери ги пријателите и подгответе се за уште повеќе грискање и дружење. Едене Смоки. Што ако реалноста е невозбудливата сензација што можете да ја замислите? Искуси го новиот SUV Peugeot 3008 со уникатен iCockpit. Новиот SUV Peugeot 3008, далеку пред сите. Алекс Дизайн ви представува Алекс Дизайн, дизайн кој ве фокусира на вистинските вредности.